Сдруженијето на пензионери Куманово бара владата да изнајде решение за поголемо покачување на пензиите. Председателот на Сдруженијето Благе Јакимовски информира дека нивните членови реагираат на малото зголемување на пензиите, а значајното покачување на цените на прехранбените производи. Тој бара да се изнајдат решенија дали социјални пакети, вонредно покачување, бидејќи вели голем е бројот на пензионери кои имаат ниски примања. Многу мал број е на пензионери што се повеќе од 40.000 денари. Односно и од 20.000 па нагоре. Гро на пензионери, околу 150.000 зимаат пензии испод 15.000 денари. А некаде околу 75.000 па пола од тоа зимаат до 10.000. Најмала дозволена пензија што се зима во ова. И тие пензионери не треба да дозволиме. Не треба да дозволиме да во денешни услови да немаат најоптимални, најосновни услови за живот. Затоа, апелираме владата да превземе час поскоро, како што реков, да не повторувам, соодветни, да се изнајдат они некој начин, метода, преку одредени методологии, анализи, да утврдат и да на овие пензионери кои што се со најниски примања на некој начин да им се помогне за да можат преостанатиот дел од животот да го доживеат не богато, али до некаде нормално, како што живеат сите нормални луѓе. Инаку ќе се создаде сиромаштијата, ќе биде уште поголема, што не е целта на никој од нас. Пензионерите во 2021 година добија покачување на пензиите за 2,3%. Укажуваат дека ова е најмало зголемување во последните години, бидејќи на пензија од 10.000 денари тоа е покачување од само 200 денари. Со последната одлука од јануари пензиите се покачени за дополнителни 2,98%. Наспроти ова, владата синоќа одлучи од март минималната плата да изнесува 18.000 денари. До крајот на годината владата ќе ја покрие разликата. Според новиот закон, минималната плата не може да биде помала од 57% од просечната плата.